Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани започна иницијатива за намалување на месечниот надоместок за советниците за нередовност на седниците. Предложено е кратењето да биде за 1/3 за секое отсуство од работата на пленарните состаноци. Месечниот надоместок за членовите на Советот на општина Кочани да се намали за 30%, доколку тие се нередовни на седниците. Таков предлог ќе разгледуваат самите на 22-та седница, што е закажана за среда. Се работи за измена на одлуката за извршување на буџетот на општината за оваа година, според која месечниот паушал за присуство на седниците се исплатува само во случај на присуство на сите седници во тековниот месец. За секое отсуство, намалувањето ќе изнесува 30%, а доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во месецот, тогаш воопшто и нема да добие пари. Исто така, во предложената измена е предвидено дека месечниот надоместок за присуство на седниците нема да се исплаќа доколку Советот во еден месец не одржал ниту една седница. Оваа измена треба да воведе поголема одговорност и редовност на седниците, а истовремено ќе се постигне и поголема правичност во наградувањето за ангажманот на сите советници. Во изминатите години честопати се случуваше на седниците да има отсуство на еден или двајца членови на Советот, но и покрај тоа локалната самоуправа имаше обврска од буџетот да го исплатува надоместокот за сите. Доколку измената биде усвоена на седницата, тогаш се отвора можноста со секоја нередовност да се остварат и заштеди на буџетската сметка, а овие средства евентуално да се пренаменат за други ставки. Во буџетот за оваа година, што беше донесен на крајот на минатата, предвидено е за трошоците за Советот на општината да се наменат 6.800.000 денари. Членовите на огранокот Исток на Сдруженијето на пензионерите од Виница и по 2 години немаат избрано свој председател, а минато неделниот собир за избор бил прекинат. Незадоволството кај дел од членовите поради тоа како се одвивала постапката можел да заврши со инцидент. Тони Ајтовски за деталите. Состојбата во Сдруженијето на пензионерите во Виница е влошена, а неодамна била дури и на раб на несакан инцидент. Односите меѓу членовите се нарушени, а дел од нив велат дека во прашање е доведен регуларниот избор на ново раководство на организацијата, која треба да обедини близу 3000 пензионери од оваа општина. Членови на огранокот Исток на Виничкото Сдружение на пензионери реагираат дека се прекршени членовите 43 и 44 од статутот, во кој стои дека собирот на членовите на огранокот го свикува председателот на огранокот и тој раководи со него, а самите пензионери предлагаат и избираат одбор од 5 члена кои го сечинуваат раководството. Меѓутоа, со оглед што во период од околу 2 години и председателот и секретарот на огранокот Исток починале, во меѓувреме не се избрани други лица, а постапката за избор на новото раководство, што се случила на крајот на минатата недела, предизвикала незадоволство и ја вжештила атмосферата во меѓусебните односи. На нивно место за тие 2 години требаше председател и секретарот да свикат собрание на членовете на пензионерите, да го попуниме нивното место и тек тога тие 5 члена да се изберат председател и секретар. И да свикат собрание, кој што беше свикано некна у петоку на 15, ние како пензионери да станеме, да ни дозволат да си избереме работно председателство и кое работно председателство требаше да биде изберено од страна на пензионерите, а не од секретарот на пензионерите кој на лист напишал 5 души, меѓу кои и мене бе запишал 5. Само да ме смире у тај момент, бидејќи ја реагира, тражеја правдата преку статутот на пензионерите да постапува со работата. Он тоа не го почитуваше и тука настана едно недоразбирање меѓу нас, а и неговите тие што ги беше доведел да гласат за него. Алексов вели дека известувањето за собирот било објавено на огласната табла само 2 дена пред датумот на одржување. Тој признава дека бурно реагирал за целиот развој на настаните и побарал постапката да се прекине и да се закаже нов собир. Телевизија Канал 8 побара мислење и од председателот на Сдруженијето на пензионери од Виница Драги Петков, чиј мандат истекува до крајот на идниот месец.
Во телефонскиот разговор, тој потврди од минатата недела се одржал собир на пензионерите на огранокот Исток, на кој требало да се избере ново раководство. Но дел од членовите искажале незадоволство од постапката и имало бурни реакции. За да не излезе ситуацијата од контрола и да не се случи инцидент, тој го прекинал собирот, поради што и не бил избран председателот на огранокот. За сега нема определено датум кога ќе се одржи нов собир, но Петков нагласи дека членовите на огранокот за тоа навреме ќе бидат известени. Во својата реакција пак, незадоволните пензионери рекоа дека во понатамошна постапка ќе бараат ревизија на целото финансиско и материјално работење на раководството чиј мандат веќе изминува. Компанијата Ината Трейд номинирана за престижното признание Креатори на векот. Станува збор за признание за придонес во развојот на претприемништвото во Централна и Југоисточна Европа. Компанијата Ината Трейд Кочани е номинирана за престижната награда Креатори на векот, признание за придонес во развојот на претприемништвото во Централна и Југоисточна Европа. Церемонијата и доделувањето на наградите ќе се одржи во Дубровник, Хрватска, следниот месец. Паралелно со доделување на наградите, ќе се одржи регионален самит на претприемачи од Централна и Југоисточна Европа, 300 најдобри. Номинациите за една од наградите Креатори на векот е направена од страна на управните тела на организаторите на проектот Самит на претприемачи 300 најдобри и Креатори на векот, организацијски тела на самитот, програмски, организацијски и извршен комитет, голем број на претприемачи, локалните заедници, државните органи, невладини организации, медиумите и други институции во областа на Југоисточна Европа и посебна меѓународна комисија која ја врши постапката и ќе донесе конечна одлука за победниците. До денес веќе организаторите имаат добиено повеќе од 320 предлози. До сега лауреати на оваа престижна награда од Македонија се Светозар Јаневски, председател на управниот одбор на Тиквеш, Живко Мукаетов, председател на управниот одбор на Алкалоид, Трајче Мукаетов посхумно. Инаку компанијата Ината Трейд од текстилната индустрија е основана пред 20 години. Има над 100 вработени и се вбројува меѓу 200 најголеми и најуспешни компании во земјава. Нејзин основач е Николчо Илиев, актуелниот градоначалник на општина Кочани. Во меѓувреме Македонија достави иницијатива да биде домаќин на вториот светски конгрес на претприемачи. Министерката без ресор за странски инвестиции Зорица Апостолска добила задолжение да подпише протокол за партнерство и соработка со Меѓународниот економски форум Перспективи, од кој се очекува интензивирање на контакти за обезбедување странски инвестиции. Одржан регионалниот надпревар по математика за средни училишта, чиј домаќин беше Кочани. Учениците од двете средни училишта од Кочани постигнаа солидни резултати и се пласираа за учество на државниот надпревар. На одржаниот регионален надпревар по математика, чиј домаќин беше Кочани и средното општинско училиште Лјупча Сантов, учество земаа следниви училишта: Лјупча Сантов од Кочани, Ванчо Прке од Виница, средното училиште Јане Сандански од Струмица, средното училиште Ацо Русковски од Берова, Славчо Стеменски од Штип, Коста Сусинов од Радовиш, Јахја Кемал Струмица и Гошо Викентиев Кочани. Од сите учесници се издвоија 24 поединци кои беа наградени и со можност за учество на државниот надпревар, како и 13 пофалени. Како најдобри се истакна Теодора Санева од прва година со освоено прво место под менторство на професор Весна Кушевска, Јордан Иванов од трета година со освоено трето место под менторство на професор Бранка Димитрова, Сара Манасиева со освоено второ место и Ангела Иванова со освоено трето место од втора година под менторство на професор Златко Атанасов. Од училиштата се надеваат на позитивни и добри резултати на предстојниот државен надпревар. Хуманитарен концерт организира клубот Пулс за помош на Славица Димитрова од Кочани. Ке се одржи на 28 февруари со почеток во 20 часот. Голем хуманитарен концерт организира клубот Пулс за помош на Славица Димитрова од Кочани. Истиот ќе се одржи на 28 февруари со почеток во 20 часот во клубот, кога ќе настапат познати групи и пејачи.
Кирилична подрашка, Тайм-аут, Малинов, DJ Master G, DJ Стефано, DJ Тоше, DJ C2 и други. Славица Димитрова се заблагодари на Пулс, што излегува в пресрет и организира концерт за нејзина помош и ги повикува сите граѓани да присуствуваат на забавата со цел да може да и помогне да ги собере потребните пари за лекување во Русија. Димитрова боледува од макуларна дегенерација и ренитопатија с пигментоза, генетско заболување на очите за кое во Македонија нема соодветен третман. Потребно е лекување во Русија, третман соматични клетки на Институтот за очни болести во Санкт Петербург. Затоа и се потребни средства за да може да замине на тоа лекување. Во јануари за неа беше организиран и концертот по патеките на Тоше, кој што Тоше Илиев од Кочани го организира секоја година и помага на наши сограѓани да соберат пари за лекување кога е потребно. За Славица Димитрова претходно беше организиран и уште еден хуманитарен концерт. Следуваат информациите од спортот. Членовите на боречкиот клуб Лидер од Виница се вратија со освоени 8 медали на државното првенство во кикбокс, што се одржа во Скопје. Златен медал за Лука Змејковски, сребрени медали за Иле Левков, Јане Постолов и Джесика Арсова, бронзени медали за Јани Постолов, Алихан Алиов, Ибрахим Алиов и Мелани Арсова. Е исходот од учеството на клубот за боречки вештини Лидер од Виница на државното првенство во кикбокс, што се одржа викендов во салата на Работнички во Скопје. Резултатите се добри, но лично сметам дека можевме да освоиме уште најмалку 2 златни медали, доколку судиите беа реални во оценувањето, рече тренерот Дарко Гоцевски. Кикбоксерите од Виница постојано редат успеси и се чести освојувачи на златни, сребрени и бронзени медали на државни и меѓународни надпревари. Продолжуваат надпреварите во првенството на втората футсал лига, во која тимот на Унипап од Кочани постигна нов успех. Во последното коло на домашен терен, нашите фудбалери играат добро и ја победија екипата на Прилеп град Херој. Нови бодови на домашен терен освои екипата на Унипаб во рамки на 13-тото коло од првенството на втората футсал лига на Македонија. Нашиот футсал второлигаш беше домакин на средбата со тимот на Прилеп град Херој, против кого извојува важна победа од 5:3. Ваквиот резултат доаѓа како рехабилитација по минатонеделниот пораз на гостувањето во Куманово против Карадаку, така што освојувањето на бодовите ја задржува екипата во горниот дел на табелата. Јунак на надпреварот против Прилепчани беше Цонев, кој постигна 3 погодоци, додека по 1 гол постигнаа неговите клубски другари Стојчев и Гаврилов. Во моментот Унипаб има 24 бода и се наоѓа на третото место, со реални шанси за вмешување во борбата за врвот. Според распоредот за пролетниот дел, во следното коло нашата екипа ќе биде слободна, што ќе ја остави простор за дополнителни подготовки во продолжението од првенството. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.